По 9 кола во втората лига продолжува неизвестноста пред се околу избегнувањето на зоната за директно испаѓање во трета лига. Неколку екипи во претходните кола забележаа позитивни резултати со кои пополека прогресираат и прават бегство од долниот дел, но има екипи кои се уште во длабока резултатска криза. Според формата од последните 5 надпревари, само 4 екипи немаат пораст. Тоа се Брегалници, Шкендија, Рачинова кои имаат 4 победи, 1 реми, а пак Охрид и Детонит Плочковица имаат 3 победи, 2 ремија. Во најдлабока резултатска криза останала Слоговинеца кој има 5 порази во низа од последните 5 надпревари, па повратникот во втората лига се соочува со голема резултатска криза и од коло во коло се продолжува само таа резултатска криза. Брегалници, Шкендија, Рачинова остануваат двете непоразни екипи кои по 9 кола имаат идентична форма од 7 победи, 2 реми, се наоѓаат на делба на првото место со по 23 бодови. Охрид продолжува да го напаѓа врвот со тоа што е на третото место со 18 бодови, но рибарите веќе имаат 5 бода негатива. Скопје и Детонит Плочковица го делат четвртото место со по 17 бодови, а потоа на табелата следува Кожув и Беласица кои го делат шестото место со по 16 бодови. Кожув им се врати на победите откако го доби тимот на Слоговиница со 0-2 во претходното кола. Штипскиот стратег кој го води тимот од Гевгелија го коментираше мечот во Виница со изјава за М-нет телевизија. Останавме доследни покрај тој промашен пенал. Екипата карактерно издржа, што е нормално да има таква некоја реакција по промашен пенал, но останавме доследни како што кажав и на крај успеавме заслужено да дојдеме до трите бода. Беласица со 3 порази во низа веќе започнува сериозно бодовно да заостанува од Брегалница, па така Беласица со 16 бодови во однос на лидерот од Штип има 7 бодови негатива. Осоговиноваци го делат 8-то место на табелата со по 13 бодови, а во бараж зоната е Саси и победа со по 10 бодови на своите конта. Сега екипата на Вардар Неготино се спушти во зоната за директно испаѓање со 9 бодови. Тетекс влезе во длабока резултатска криза со 4 порази и 1 реми од последните 5 меча. Патетовските штофари со 7 бодови се наоѓа на 13-тото место. Преспа со триумфот токму на Тетекс дојде до 6 бода, а тимот од Ресен на 14-тото место на табелата. Со тоа што се зголемуваат шансите за опстанок, бидејќи има 4 бода негатив од бара зоната, а 7 од зоната за директно испаѓање. На дното промени нема и натаму останува Слого од Виница со 3 бодови, како и Големо Конјари кои со така има 3 бодови. Пред втора лига ще следува недела со густ распоред, бидејќи в сабота на 1 ноември на програмата ги надпреварите од 10-тото коло, потоа во вторник на 4 ноември следува надпреварите од вонредното 11-то коло, веќе следната сабота на 8 ноември ќе бидат надпреварите од 12-то коло. Во една недела 3 надпревара, токму овие 9 бода ќе направат сериозни промени на табелата и многу појасна слика, бидејќи сигурно дека ќе има значителна филтрација на екипите, особено околу зоната за опстанок.